Председателскиот кандидат на СДСМ Стево Пендаровски на 2-годишнината од собраниските инциденти ја прозва кандидатката за шеф на државата на ВМРО ДПМН, Гордана Силјановска, зошто јавноста во очи на вториот круг од председателските избори не слушнала осуда од нејзината уста. Осуда за организаторите и учесниците во крвавиот четврток досега не биле изнесени ниту од партијата која ја поддржува. Оние кои тоа го направија и денеска ја бараат вашата доверба врз истата платформа, врз истите политички постулати, велејќи дека сакаат повторно да дојдат на власт и колнеќе се во правото и во правдата. Почитувани граѓани, сите тие флоскули, сите тие фрази за право и правдина би вределе, би имале тежина само во случај ако господјата Силјановска и партијата која поддржува го осудат овој чин и конечно кажат дека од таквите луѓе кои тоа го организира, сите ние треба да се срамиме. Портпаролот на партијата која го поддржа Пендаровски, Костадинов, на новинарско прашање зошто собраниското мнозинство го изгласа законот за амнестија со кој беа амнестирани дел од учесниците со одговор. Затоа да не ги ставаме граѓаните во дилема. Собранието оваа власт нема амнестирано никој. Донесовме закон, тоа што ни е работа како законодавци, да судот му дозволиме и му дадене можност да цени и да направи јасна дистинкција. Кои се извршители, кои се нарачатели, а кој бил во собранието онака заведен во толпа. Од Алијансата за албанците пак го повикаа спикерот Џафери да одговори зошто не го постави каменот кој тие го поставија пред собранието пред 1 година како потсетник на соборувањето на тогашниот режим. Тој камен и денешниот ден се символ, не подсетува дека се символ на едно жртвување, дека се символ на исчекорување на оваа земја кон НАТО и кон Европската Унија, не подсетуваат дека тука се бранеа демократските вредности. Меѓутоа, истиот тој ден не подсетува и на бегството на Али Амети. Али Амети, кога се случуваа битни настани и кога се одлучуваше за иднината на оваа земја, го немаше. Од кабинетот на собранискиот спикер преку писмена реакција ги негираат обвинувањата изнесени од Алијансата за албанците и посочија дека каменот со надпис 27 април 2017 година стои на истото место каде бил поставен минатата година.